Владата да ја плати разликата во цената на струјата од покачувањето и сега, во спротивно, разликата ќе треба да ја платат граѓаните со големо покачување на цената на водата. Ова минатата недела писмено, а сега и на пресконференција го побараа од Сдруженијето на јавни комунални предпријатија АТКОМ. Повеќе години цената на услугите кои ги даваме за граѓаните се на исто ниво, а трошоците за електрична енергија се покачени од 3 до 5 пати. Горивата се зголемија за дупло, односно за двојно, од цената која што беше пред година и половина. Нашите биланси се на работна издржливоста и во една таква ситуација излезот е или покачување на цената на услугите, што и не е наша цел, бидејќи тоа ќе падне на товар на граѓаните, или системска помош на владата, како начин заеднички да го заштитиме стандардот на граѓаните и да се избегне банкрот или прекинување на давање на услуги. Според АТКОМ, состојбата во која јавните предпријатија во моментов се наоѓаат е неодржлива, зашто трошоци има се повеќе, а нивните можности се помали. Најлошото што би можело да се случи е поскапувањето на електричната енергија да падне на грбот на граѓаните. Чисто за илустрација, водовод и канализација Скопје од септември нашите проекции се дека ќе плаќаме месечна сметка за струја повеќе од половина. Тоа е споредено, тоа зголемување е 5 кратно. Во најдобри услови ова го зборувам. А очекувањата се дека ќе бидат и зголемувањата дека ќе бидат и повеќе. Таа разлика што се појави со електричната енергија го става во знак прашање функционирањето на ова јавно предпријатие. Додека некои други јавни комунални предпријатија кои што тука се сега представниците, директорите од тие се соочуваат со проблем дека веќе не може да ја платат таа електрична енергија. И тука веќе се соочуваме со проблем. Што после тоа? Од друга страна, од АТКОМ се настав дека додека се поскапува, цените на нивните услуги стојат во место. Бараме да излезе во пресред и да обезбеди финансиска помош преку блок дотации за покривање на делот за губите или, по-конкретно, да ја покрие разликата на трошоците за електрична енергија меѓу планираните и фактички настанатите. Спремни сме за средба на која ќе разговараме за критичната состојба на нашите предпријатија, бидејќи кризата го доведе во прашање нормалното работење и обезбедувањето на комунални услуги. Барањата за помош АТКОМ денес и официјално го достави до владата и во наредните денови очекуваат и средба за решавање на проблемот. Во спротивно, цените на услугите сигурно е дека драстично ќе поскапат.